Во локалитетот Матка сме од левата страна, високо над коритото на Треска, однос над Вештачкото езеро. По патот до ловиштето Јасен се стасува и со возило, прилагодено за такви услови, а потоа пеш. Ке поминеме 10 часа во напорно одење, за да стасаме до позначајните места на овој потек од клисурата. Иако се уште недоволно проучени, културните споменици овде со својата бројност и концентрација и со своите вредности представуваат вистинска реткост. Старините на овие простори, генерално, можеме да ги групираме во два значајни временски периода – антика и среден век. Во основа, античките археолошки локалитети се скоро неиспитани. За средновековните пак веќе имаме детален увид. Свети Троица, остатоци од црквичката што датира од 12 век, за време на владењето на византиската династија Комнени. Селаните од Матка ја откопале пред 20 на години, но на нејзино место не подигнале нова црквичка. Тоа е еднокорабен простор со полукружна олтарска апсида од исток. Насекаде околу него расфрлани камени архитектонски елементи од антички градби. Во мермер и во травертин делови од архитравна греда со латински надпис, јонски капител, доцноантички бази, импост со рано христијанскиот крст и се така расфрлено под отворено небо и негрижа. Во непосредна близина на само 60-70 метри, фундиран врз контури од постар културен објект, засега од непозната припадност, Свети Спас. Местноста е Стара Матка. Црквичката е изградена пред само 20 на години, а основата е можеби од доцниот 14 век. И повторно иста слика. Се уште неиспитани и расфрлани остатоци од стари и по монументалноста сигурно значајни архитектонски облици. Живееле очигледно овде луѓе. Населувале разни микропозиции, подигале своји култни градби. Според местоположбите во Матка, спомениците на културата можеме така да ги групираме во три зони – ниска, средна и висока. Централно место во ниската зона, според својата репрезентативност и автентичност, завземаат средновековните цркви Свети Андреја и Света Богородица. Потоа мора да се спомени и Свети Атанасије во село Шишево со архитектонски камени елементи од постариот храм и ранохристијанската црква. Во средната зона е мощне значаен Свети Никола Шишевски. Овој комплекс на Свети Спас и Света Троица, каде што сме сега, остатоците на доцно средновековните напуштени села во местностите Ибање, Горица, Козарево, Момково и многу други. Во високата зона мора да се издвојат доцно античката тврдина
ili kastel Straža Kale, potom Barovo i Markov grad, docno antička naselba i srednovekoven grad Matka so crkvata Sveta Nedela. Sveta Nedela je pak prikazna za sebe. So svojata dominantna pozicija nad prostorot, so umešnosti pogolema od orlovskotov gnezduvanje je biser nad biserite, potočno bila. Ušte nekoliko golemi snegovi i porojni doždovi i kja nema. I bidejki za nejaveke mora da se govori vo minato breme, prikaznata bi započnala vaka. Si bila jedna mala, jednokorabna, podkupolna crkvička, smestena vo Markovijot grad. Se vbrojuvala vo tipot na crkvi od stesnet vpišan krst. Na trošnite zidovi zabeležljivi se i denes ostatoci od fresko dekoracijata. Vo studijata za ostatocite od fresko živopisot se zabeleženi nekoliko svetiteli vo oltarni odel, figurata na Sveta Nedela, na južni odel, a postarata literatura od 1912. godina go zabeležila i ktitorot koji na Sveta Nedela i go pokažuva modelot na gradbata. Ete toa se nekoj minati neopredeleni svršeni vremenja. Segašното je isполнето samo so našата negriža. Во околината на црквата и градот се откриени голем број делови од гранчарија, кои непобитно говорат за еден живот што обстојувал уште во 14. век. Од спротива, вниманието го привлекува местоположбата на манастирот Свети Никола Шишевски, но и удолу кон планинарскиот дом езерото.
Повторно го бираме најлесниот дел во патештествието, возењето покрај сурата. Не е воопшто едноставно од Света Недела човек да се спушти директно пред планинарскиот дом и патувањето кон пештерата Крштелна е всушност одмор за нас. А од каде името Крштелна? И го дадоа спелеолозите. Во неа, односно, кога некој ќе ја освои, тој спелеологот станува вистински спелеолог. Тоа е мала свеченост, внатре подземја и големо признание во исто време. Мала привилегија е еве и членовите на нашата телевизијска екипа да бидат спелеолошки крстени. Прекрасно чувство, исполнето со некаква чудна растрепереност во себе, но не до степен на човек да му се фатат нозет. Полни за лаик торби со јажиња, куки и матракуки, скалички, заштитни одела, шлемови, лампи. Представата може да почне. Артистите аматери сме ние. Еден се откажува. Не е важно кој, се извади на тоа дека ќе остане надвор да го причува делото од опремат. И не само што честно си ја изврши работата, туку на крајот и не честеше по пиво. Но тоа не се никакви сериозни податоци, туку дел од патеписот, оној нашиот, што обично не стасува до консументот, до гледачот. Dobro, želi. Idite. Dobar si. Сега ти врачиш од путчево, од тука почни малку. Таму морам прво да наместиме ние една скаличка околу дрвава. Па после. Овако па после да ставате ова. Али ова ќе го влечеш ти до тоа. Едно на леви. Чибриче, упалjač nemaš? Има, може. Не па запалило сега, не пише. Не се? Не. Пати. Пати. Сърците нам. Колегите. Не, шампионове. Сега да не ти е затворено скроз. Не. Мора да вижте. Бучето? Спомням, да описам. Нови, може, магнето не е това. Крштелна се наоѓа на 150 метри низводно по езерото од пештерата Брело.
но за десетина метри повисоко, значи надморската височина е околу или точно 415 метри. Од влезот до дното има височинска разлика од 40 метри. Само за некои практични споредби. Зграда петкатница има 17-18 метри. Така, употребата на јажиња за осигурување, скалички и други работи се неопходност. Водичи пред се. Душе у расход шефот. Ali, Ode desno. Samo ali, onda vaka se javim. Prvo će ga osiguravаме Anče, ќе дојде со мене. Што има? Имаш карабинерката? Тако, šta? Има. Отворот е 4 на 4 метри, а по спуштањето се доаѓа во едно проширување, чие дно е покриено со блокови паднати од таванот. И во овој објект, како и во пештерата Брело, најверојатно имало излез, друг излез, зашто на истото рамниште од спротивната страна, но на површина се наоѓа малата Спирова пештера. Во долниот дел од пештерата, по стрмнина се стасува до езеро со површина од 400 метри квадратни. До него во испитувањата стасале спелеолозите пред десетина години за време на испуштањето на езерото Матка, поради неопходните чистења. Но поради непристапноста од големи наслаги глина, останала тајната на поврзаноста на езерото со дното на пештерата. Најкарактеристично за оваа пештера, која не изобилува со многу украси, е појавата на хелактити. Тоа се всушност сталактити, кои се формирале во спротивност со законите на земјината тежа, во хоризонтал. Од грубите општи податоци, нека е и должината на пештерата Крштелна, 76 метри. Anče, švenkli mi vamo na krepodatu. Ovo je nakon švenkli. Da faremo kapče? Ne treba. Иде се до таму. Е сега украси ќе имаме одека има еден ходниче. Ако сакате. Само да видам дали има нешто светло. Таму дојде. Ovako stvarno ispegi se. Или козрок. Ама тръгната е... Видимо тамо те стане. Айде се прекъва да не... Айде, швенк там. Като учи да не бъде. Айде полека на масата.
Радоста на новокрастените спелеолози je neizmerna. Jedan od njih je i našiot režiser Dime. I zapea pesna Sred ezero, tažna, no zvučeše ubavo. Zapej mi odedno grlo tva glasa. Majka mi bolna će umri. Tatko temni pusti zandani brat će to
Posljedna etapa za Deneska. Ugore kon Sveti Nikola. Sveti Nikola Šiševski. Zašto Šiševski? Zato što Šiševčani go smetat za svoj i upravuvac o nego. Može bi najgolema umešnost na luge to što gradele manastiri odbiranje to na mesto položbata. Sred varovničkite karpi na desnata strana na kanjonot, na jedno široko sedlesto plato je Sveti Nikola. Od kaj branata se stasuva za 3-40 minuti, a od kaj jezeroto i za pomalku, so malku pogolen uspon sigurno. Manastirskata crkva se sostoji od dva trakta. Istočen, vo formana jednokorabna crkva so 3 strana apsida odnadvor i zapaden, vo formana vpišan krst so kupola i konzoli. Vnatrešnosta nad zidovite so freski na 3 sloja. Najstario trakt je začuvan vo sosema mali fragmenti. Ne je lesno da se konstatira so golema točnost vremeto na sozdavanje to na toj del od živopisu. Stručnjaci te go spomenuvat i 12. i 13. vek. Vrzovije fragmenti naslikani se novi vo 14. vek, a treti najgornji sloj, datira točno od 1630. godina. Glavna karakteristika na freskite je prirodnosta, golemata natrupanost na motivite, glavna sceni od čudata i makite na Isus Hristos i od života na se razbira Sveti Nikola. Posljednji kadri od ova patepisna reportaža. Kompleks od ostava ušte mnogo prostor za drugi navraćanja.